Најголемиот светски спектакл во моментов тоа е отварањето на светското првенство во Москва, односно во Русија. Практично од 14 јуни до 14 јули ќе трае светското првенство, а пак македонската делегација заедно со младиот номинар Ева Јакимовска и со младиот фудбалер Максим Цоник се токму тука и дел се од проектот Фудбал за пријателство. Заедно со мене како член на македонската делегација е и Кирил Кировски, заменик извршен директор на ФК Вардар. Кирил, 100 денови веќе имате активности тука во Москва. Што се случуваше, во кои се активности учествува децата? Така како што кажавте, ние сме од самото отворање на проектот тука во Москва, од 8 јуни, значи. Можам да кажам и да им се заблагодарам на организаторите за прекрасниот пречек и за прекрасниот проект. Значи, организатори се компанијата Газпром и проектот Football for Friendship. Активностите си, имаме секојдневно активности, особено децата, кои што се дел од нашата делегација, младата новинарка Ева, заедно со другите новинари од целиот свет си имаат секојдневни активности, работилници и останати проекти, додека пак Максим имаше неколку дневни тренинзи за вчера конечно да бидат надпреварите по групи, каде што беа поделени по тимови и потоа и елиминацијските надпревари. Според тебе на какво ниво е организацијата овде во Москва? Можам да кажам дека е на највисоко можно ниво. Луѓето навистина многу се потрудиле и секако дека проектот е прекрасен. Во него учествуваат 1500 луѓе од целиот свет. Секако вчерашните резултати не беа во преден план на надпреварите. Во преден план беше пријателството, дружбата помеѓу децата, запознавање на нови пријатели и така. Што очекуваш ти од ова светско првенство? Како ќе се одржува? Имаш ли фаворит, може? Прво да напоменам дека Максим Цонич, младиот фудбалер на ФК Вардар, заедно со другите фудбалери кои што се дел од проектот, фудбалерчиња, односно млади, ќе бидат дел од свеченото отварање на стадионот Лужники, пред надпреварот кој што ќе го отвори светско првенство помеѓу Русија и Саудиска Арабија. Очекувам еден прекрасен спектакл. Неколку дена сме во Москва, фановите почнуваат да пристигнуваат од целиот свет, атмосферата е прекрасна. Секако како и секогаш фаворити се репрезентациите на Бразил, Германија, Франција, Шпанија, а мој личен фаворит е Англија. А што мислиш меѓу Бразил, Франција и Шпанија? Шпанија остана без селектор. Така, да, малку неочекувано, така. Што очекуваш, кој ќе биде од овие три, да речеме, земји, кој може да успее највеќе? Ајде така да ги гледам. Па искрено не се грижам баш за другите репрезентации, си ја гледам само Англија, така да се надевам дека Англија ќе освои втората титула конечно по 1966 година светски prvак. Бидејќи еве ние новинарите малку сме на страна, ама вие кога сте веќе нели целосно дел од фудбалот, како гледате на оваквите спектакуларни отварања, оваквите светски првенства? Прво ли светско првенство за тебе? Да, прво во живо што го гледам, секако јас како фудбалски работник и најпрво како дел од овој проект каде што се вклучени многу фудбалски работници од целиот свет, најбитно е тоа стварување на контакти, земање некои искуства од други земји што се малку поразвиени од нас во фудбалот, така да дома во Македонија ќе однесам прекрасни впечатоци од целиот проект. И на крај ќе се надоврзам на безбедноста. Според тебе имавме можност да видиме сите заедно дека буквално на секој чекор имаме контроли и полиција, што малте не е нормално, ама од друга страна дали е на задоволително ниво, го очекуваше ли ова или не? Па секако дека го очекував. Сите големи настани се со вакво високо ниво на безбедност и особено Русија, која што и за Олимпијадата во Сочи се покажа како прекрасен домакин. Сега можеме да видиме полиција, војска на секој чекор низ градот. Така бевме пречекани на аеродром, пренесени до хотелот. Во хотелот има исто така голема безбедност, каде што децата не им се дозволува да излезат без придружник надвор од хотелот. Така да очекувам се да помине во најдобар ред. Русија, Саудиска Арабија? Русија мислам дека секако. Дефинитивно или Дефинитивно. постои можност? Не постои. Не, Русија. Ти благодарам. Ви благодарам вам. Секако екипата на МакФак заедно со македонската делегација и понатаму останува во Русија ќе го проследиме официјалното отварање на светското првенство и ќе ви го пренесеме во живо.